И види, ми кажува кога да сменам брзина. Само ми се паркира. Ево, тоа е. Само ми се паркира, еј. Ало, кревам вака раце и само се паркира. Новата епизода од 1 на 1 започнува сега. Шта Миро. ли тоа имаш? Чаеви. Чаеви? Да. Тоа е добра. Знам дека пиеш тоа. Тоа е добра ствар. Супер. Почни. И овде имаш витаминка, све. Витаминка прилеп. Прилеп. Све има, благо едно друго. Крали Марко. Од таму. Само ако бидеш лош гост, еј. Тебе да буде лош гост. Не мој. Учини ќе све да те не обрука. Гледате 1 на 1 сезона 8. Вечерашен гостин Мирослав Илич. А сега вашиот домакин Жарко Димитриевски. Добро, јас сум Жарко Димитриевски, ова новата 1 на 1, ние сме на вистинското место за хумор, сатира и што и да е. Здраво, Ѓоко! Здраво, Пепермин! Пајаче! Здраво! Пајак и оваа недела ја донесе гитарата. Стално, не испуштам прилика. Одлично. Од ова дрво е правена гитарата? Скоро не, тоа е од Бродскиот патос на еден детето точно од тепа. Денес е супер емисија, бидејќи на гостини е Чичко Мирослав Илич! Оје! Мирослав Илич, инаку голем фан на турски серии, а ние ќе започнеме со фактите, односно знаците, кои ќе ви кажат дека живеете во турска серија. Значи, зашо правам муавет? Нашиот народ многу гледа турски серии. Така? Знаеме тоа. Да, многу гледа турски серии. Апсолутно сме зависни од нив. Но од толку многу гледање, некогаш почнува да ти се причинува дека животот ти станува турска серија генерално. И ние направивме една обемна анализа, истражување, кој ќе ви покаже со сигурност дали всушност живееш нормален живот или живееш турска серија. Значи, гарант живееш во турска серија ако на сопругата и се обраќаш со Господја. Сигурно. Ако има толкаво почитување во домот, гарант живееш во турска серија. Ако навечер на сопругата и велиш Господјо жено, сега ќе ве хефтам. Или ако таа ти вели господине маж, дали имате полн паричник во джебот или сте среќен што ме гледате? Или ако сред вечер ти доаѓа да речеш Господјо жено, ве молам да смениме поза си укочи вака ако не ве деранжирам. Во тој случај живееш во турска серија дефинитивно. 100%! 100%! Друг знак е ако најголемата закана што ја имаш слушнато во твојот живот е ќе те вратам во Кајсери. Зошто? Што е толку лошо во Кајсери? Мислам, освен името. Кајсери. Не би сакал да знам од каде е дојдено името. Добро, како и да е. Кога и да направиш нешто лошо, што во турска серија е, например, да не си дома 1 час пред да се стемни. Секогаш ти се закануваат со враќање во Кајсери. Друг знак, во турска серија, например, најголем скандал е да задоцниш на семеен ручек. Значи, тоа е ултра. Не смееш. Значи, не на ручек као еднаш годишно, колку да не се забораваме со родителиве, не, него као ручек секој ден. Не смееш да касниш. Доаѓаш, касниш 7 минути и мајка ти вика, гази мет. Доцни 7 минути, Керко. Леќата се олади, а татко ти е бесен. Цела среќа што имаме само леќа за ручек, па ќе нема многу сила да не тепа после. Кој си гледа, знае. Друго, знаеш дека живееш во турска серија ако за се и се што поврзано со синти и керкати те фаќа параноја. Господјо Керко, досниш од училиште 42 секунди. Со кого се хефташе? Дали е тоа синот на оној богат господин Меджеджа? Господјо Керко, одговори ми. А ако си веќе во брак и ако си машко,
посебно страшно ќе ти изгледа ако сопругата направи здраво со личност која има пенис. Тоа инаку статистички е причина за развод на 42% од брачните двојки во турските серии. И уште еден знак дека живееш во турска серија, еден знак, можеби и најголем, е Боже, Боже. Го користиш и кај што треба и кај што не треба. Господја жено, Суада знаела да зборува. Боже, Боже. Да, Господја жено. И ја видов како зборува со синот на богаташот Тарик. Боже, Боже. Боже, Боже, навистина, Господја. Тоа е прилика да како да знаеш дека си од турска серија. Благодариме, благодариме. А кога сме кај темата машко-женски односи, една од најмеродавните да зборува за тоа е Марија Јаневска. Вие сигурно знаете за белешките на Лайла Греј из книгички кои што може да си ги пазарите. Токму тука е Марија Јаневска. Марија! Другите руке, изволте. Марија Јаневска, Марија ќе ни каже топ 5 причини како да познаеш дека е лесна девојка. Лесна девојка. Супер! Се случува джингл во живо, джингл во живо. Марија, топ 5 знаци како да познаеш дека е лесна девојка. Број 5! Сигурно е лесна девојка ако не остава траге во песокот. Број 4! Знаеш дека е лесна девојка ако во град излегува со обликата од барбиките. А вие што мислите? Број 3. Мора да е лесна девојка ако никој никогаш не ја видел како држи балон со хелиум. Топ 5 знаци како да знаеш дека е лесна девојка. Број 2. Сигурно е лесна девојка ако ти ја даваш грисина, а таа изгледа како да се спрема за скок во височина. Марија Јаневска, топ 5 причини како да знаеш дека е лесна девојка. Број 1. Кога дува посилен ветар и ставаш камења во џабовите. Марија Јаневска, значи ги има белешките на Лайла Грейс и белешките на Лайла Грейс Карма во книжарница 3. Така ли е? Аплауз за Марија Јаневска! Thank you! Вие останете тука Мирослав Илич следен! Вице-премиерот Мешевски, дами и господа! Кога одиш на скијање и после тоа имаш снимање, седи, ајде. Кој бил на Маврово знае, а ти, господине, еве, ја бев во Маврово. Значи, ја имам оправдување зашто сум со ски, а ти, пријателе, зашто си со кацика? Беве, тез двожни имаат форс. Добро. Фокус имаат на некоја акција 12 и кусур нешто. 12 кусур илјади фокусче. Екстра, многу добро. Е, тоа е акција, брат. Да, ама акција беше и со ракометарине на светско, не знаеш? Цепелина. Добро, окей, тоа е вистина, вице-премиере, Сарси. Благодарам. А скиве, Земе ги Мешевски. Што ќе Ке ти ти оди стојат? со кацигата. Е, Браво, цар. Вице-премиерот Мешевски, дами и господа. Seems like everybody's got a price. I wonder how to sleep at night. Šta očekujem? Da budemo zabavni, da budemo duhoviti, da gledalcima bude lepo, da se zabave. Acting so damn mysterious. One shades in your eyes and a heel so wide that you can't even have a good time. Everybody look to the left. Everybody look to the right. Хибискус не е дечко, се гледа дека не си магионичар. За да направиш чајот шипка и хибискус, потребна е мала метална шипка. Сега ќе ја ставам оваа шипка во шапката. Абра чај дабра, имаме чај од шипка и хибискус. Го подобрува метаболизмот, го зајакнува имунитетот и го намалува високиот крвен притисок. Така да си знаете. Blame, blame, wanna make the world dance. Forget about a price tag.
сега ќе најдам со гостувањето на заедно веќе кој. Немам ништо што друго да кажам, знаеме што следува, само можам да речам добре дојде за легендата на југословенската народна музика Мирослав Илич! Уште тоа ми фали. Уште тоа ми фали. Осигуран сам, не бrini. Уште тоа ми фали. Осигуран сам, ne brini. Мирослав Илич дојде у Скопје и скрши кук. Osiguran sam. Седи, ајде. Мирослав Илич! Изволте. Оп. Само да асистирам. Оп. Знаеш дека две работи работам. И тонет сум. Све има. Избери си нешто, што сакаш? Не, гледам ја да ми не се случајно спремио неку флашу као Не. Нема. Миро е тука по повод голема турнеја 45 години кариера. Миро, браво. Секоја чест ми. И започнуваш од Скопје, така? Да. Првиот концерт во Скопје. Па искрено говореći, evo tu su i ove moje mlade kolege. Така е. Malo je ljudi na ovim balkanskim prostorima koji mogu da se pohvale. Da mogu da proslave 45 godina uspešnog Така е. estradnog rada. Ja to nikad nisam krio. Godišnjice, Да. godine fizički. Koga to zanima, imam 45 godina estradnog staža i 67 mi je fizički. Нормално. Ај, добро изгледаш, Миро. Добро се држиш. Датумот што треба да си го запомнат е 11 март, Метрополис арена, таму почнува турнијата и после одиш. Dobro me drže. Одлично, па. Ne dobro se držiš, nego dobro me drže. А добро те држа. Така е. Кој те држи? Гордана те држи добро. Со сопругата Миро е од кога? Од 20 години? Od 20 godina. Лелелеле. Nova godina Добро. se zedovme, Добро. a na 10. dekembri sam imao 20. Znači imao sam 20 godina i 20 dana. А така например. Чекај се. Вака, да почнеме од Скопје прво. Па ќе дојдеме до сопругата. Со Скопје те поврзува една друга работа, тоа е студирање на електрофакултет. Da. Како доаѓа Миро од Мрчаевци да студира у Скопје? Ja sam maturirao u Čačku, ali sam, momci i devojke, polagao popravni ispit iz predmeta koji se zove nacrtna geometrija. Чекаме, те бутна? Ja. Супер. И? I onda sam diplomu o završenoj gimnaziji Така. dobio nešto kasnije. Već kad su upisi na u ostalim jugoslovenskim republikama, tadašnjim, bili zaključeni ispiti. Добро. Zaključeni upisi. Jedino je još ostalo 2-3 dana ovde upis otvoren u Skoplju. A ja nisam hteo da gubim godinu dana da čekam da bih upisao, ne znam, Beograd, Novi Sad, Значи Zagreb. изборот ти беше или една година ништо да не правиш, да не учиш или да се запишеш Скопје. Da. I onda sam se sa jednim mojim ortakom sa kojim sam maturirao zajedno zaputio u Skoplje i А каде живееше Миро? Во Скопје? naselba Prolet. Под Кирија сигурно. Pa pod Kirijane, kako? Кај кого беше, се сеќаваш? Kak ne, ta беше mnogo zlatna žena, беше во пензија. Se vikaše Milka Stefanovska. Milka? Milka Stefanovska. O, Milka. Mnogo dobra žena беше. Ne беше najdobra со zdravije. I koga otide na bolnica, ja sam toj koji prima penzija, plaća račune. Ти си бил како внук. Pa kako vnuk, takav. Одлично. Jedan dan ja otvorim sanduče Добро? i vidim one račune za tetka Milku i vidim jedno pismo naslovljeno na tetka Milku, Stefanovski, ali rukopis mi poznat. Gordana, moja supruga. Šta ona ima da pita? Тогаш не ти беше сопруг. Ne. Ne beše ni devojka. Како бе?
Беше бивша девојка. Се оставивте пред да дојдеш во Да. Скопје? Опа, добро. Скаравме се нешто. Добро. Радознao да видиш šta ona to ima da piše Milki. Otvorim ja, ona sad tetka Milka, ja sam bivša Miroslavova devojka, šta on radi tamo, ima li devojka u Skopje? И што направи и кажа на тетка Милка или не? Tu sednem ja, tu napišem. Ti ako imaš nešto da pitaš, dođi u Skopje pa pitaj, nemoj da pišeš tetka Milki. Ај. I ona dođe. И дојде. Опа. Тоа е љубов. Да си знаете вие младите. Pa dobro, što je došla, došla, nego što je ostala. Sad, Што се возеше со петка автобус? Petka je išla na Đorđe Petrov. Па знаеш дека уште оди? Ne znam. Уште оди. Од аеродром Ново Лисиче до Ѓорче. Pa tamo sam najviše vremena provodio. Каде во Ѓорче? Da. На забави? Da. А, си бил ти шармер во Ѓорче. Znaš, ovi mladi to ne znaju. U to vreme... Кој е Ѓорче го знаат бе пат. Ne Đorđe. Ne Đorđe. Nego, u to vreme, znate li vi, deco, Škopski korzo, onda na gradska plošta, gradski ploštad, trg, така, ploštad, ja. Tu je svako večer bilo između 10 i 12 hiljada mladih ljudi koji su tu И сега има 12.000, ама споменици се. zaljubljivali se, razmenjivali iskustva, knjige se razmenjivale. А диска? Se sećam 70. Добро. U Metropol, hotel Metropol. Така? Ja ne znam šta, znam da se silazi dole, ispod recepcije u neki prostor je bio. Dobro. Огниште. I otvara se, 70. godine, otvara se noćni klub Ognjište. A naš 4 drugara, studenti, prijatelji, hoćemo da dođemo na otvaranje. Опа, джет сет. I sad, da vidimo kako to izgleda. Нормално. I sad smo mi došli tamo i gospodin koji je na ulazu kaže nam, momci, ne može bez kravate. А вие вака, како што A се сега. odakle mi kravata, se došao studiram, nisam došao na modnu reviju. Nama stalo da uđemo, da vidimo kako to izgleda. И што направи се? Tamo iza hotela bio je nekakav park, ne znam da li još uvek postoji. I mi seli pored one fontane i šta ćemo da radimo? I skinemo pertle. Врвките ги. Da, sa cipela. Podvučemo pod kragnu od košulje i ovde napravimo mašnicu. I onda dođemo na onaj ulaz, pojavimo se pred onog gospodina, on gleda, izvolite. Majke. Pa, dobro. Си морал да се снаоѓаш. Миро, приватно прашање. Пушиш уште цигари? Au, puši. А, па не ли ти смета успење? Kome to Ništa nisam rekao. Pa kak, to je zlo. To je zlo. Ja i dan danas pušim. А пробуваш, мислам си пробал да ги оставиш? Navukao sam se bez veze. Šta ti pade na pamet to da me успе, pitaš? сега ќе ти кажам што ми падна. Успе алкохолот да го баталиш. Da. Колку време се немаш напиен? Od 89. do danas, Pa. koliko to ima? 30 godina skoro. 28 godina. Тоа е нешто. А зошто не може цигарите да ги баталиш? Pa šta sam onda? Ništa. Не пиеш, не пушиш. Au, šta bi dao da ne pušim, samo da znaš. Така? Au. А за пиењево, да не беше незгоден кога пиеш. A, jes.
Дали и колку е вистина дека еднаш така пијан си направил нешто незгодно со Аркан? Nisam ja napravio on. Така? Што се случи? U to vreme, a ti si se dobro pripremio za ovu emisiju. Што ти е домашно напишано? Prelisto si ti svašta. U to vreme u Beogradu bio jedan omiljeni noćni klub, zvao se Duga. Дуга, као Onako, виножит. poluzatvorenog tipa. Ja sam tamo voleo da odlazim. I sad ja ne znam odakle sam navratio, a već sam bio malo Чак, sumnjivog. расположен. Ja nemam pojma šta sam ja tu dole u Dugi pravio. Ja sam seo za jedan sto i... Znaš, kao da dremam, šta li, nemam pojma, pravim predak da dremam. Znam da je neki čovjek seo preko puta mene i da me razvalio cevanicom dole ispod stola u moju cevanicu. Da sam sve zvezde video, mogu ti reći. Ja sam pogledao ovako. Sad, znaš, kad vidiš s one strane jedan izraz koji ne dozvoljava nikakav komentar. Ja sam samo sagao glavu. I sad prošlo par dana, nemam ja pojma, ja sam to već bio i zaboravio. Sreće me jedan moj drugi prijatelj, i to negdje u inostranstvu, i pita me, jeli, ti meni ne pričaš da si imao incident sa Arkanom? Kaže, s kim? Kaže, ja sam čuo to ime, kao što i jesam, ali ja ne znam čoveka. Така? Kakav incident? Šta se praviš luda, ono cevanica ispod stola? Pa je to bio Arkan? Pa kada jeste budala jedna pijana, ti si lud. А ти не се ни сеќаваш? Ma nemam pojma. Posle kad sam ja upoznao Željka, on mi je pričao, Miroslave, to je bilo jedini način da te dozovemo pameti, da sedneš, da nas ostaviš na miru, da se smiriš, čoveče. Šta si nam radio, šta si govorio, šta si provocirao. И ти, Миро, ништо не се сеќаваш? Ne. Е, па за тоа да не пиете! Da. Ne, ali stvari, onaj ko ume da pije, Добро, pa što i da ne popije? така. Popiješ 2-3 pića, razumeš? Ali to za mene nije bilo. Jer ja sam stalno i dan danas mnogo blizu toga i ako hoćeš da se disciplinuješ i da kažeš, e pa ništa, ja ću popiti 2 pića, ja je zdravo. Ali to moje kolege znaju, sleduje on, aj, nema si peder, uzmi još jedan. Da. Da, sad izigravaš tu. Ono, kao šta to ti popustiš, onda kažeš, Uzimaš jedna. posle ove neću. A onda onaj drugi kaže, aj, nema si peder, još jedno, šta sad? Ajmo živi. Миро, голем пријател си со еден од најголемите европски фудбалери во историјата, Христо Стоичков. Така? Ne samo prijatelj, mi smo i pobratimi. Значи, ептен. Je. Ама кај го најде Свето Христо? спорт. Ти си од Србија, Марчаевци, навака, он од Софија. Кај се упознавте? Pa bilo je to podavno, 89. godine. Аха, уште не беше Ја Христо сам- звезда. Van Bugarske ne. Така. Ja sam došao tamo na 5-6 dana, imao sam zakazanih 5-6 dana koncerata. Во Бугарија. Ćustendil, Pernik, Vratse, Sofija. I u Sofiji, jedan moj prijatelj koga sam znao od pre, mi kaže, ima naše dete tu, najdobar, mlad, bulgarski futbolist. Dobro. Iska da se zapozna s tebom. Тој сака со тебе. Да. Добро. Ти викаш, Ako nema problema, pa mogu šta sad. Добро. I tako smo se zapravo upoznali. Pozvao me, baš tih dana kad sam ja bio na turneji, on je imao jednu utakmicu i to derbi bio, lokalni bugarski derbi, CSKA Levski. Ja sam otišao Kao Real Barca. i sad gledam, ja nisam neki priznati fudbalski stručnjak sa diplomama nekim,
ali ja volim taj sport, znam, gledam. Христо ги дрибла сите, Ovo голови дал. dete je pretalentovano, Bože gospode. I kad se završila ta turneja, ja sam redovno dolazio na njegove utakmice potpuno privatno. Така. Sa mojim prijateljima. А добро, одевте по кафани, нешто да излегувате, да... Чим се смееш се оделе? Dobro se spremio za emisiju. I ovo je čak uspeo da iščeprka. To je bio drugi format evropskih takmičenja. Sad je Liga šampiona, a nekad je bio Kup šampiona. Куп на шампиони, да. I sad igraju Hristov, tadašnji klub, CSKA iz Sofije, igra četvrtfinale Kupa šampiona sa Spartom iz Praga. Утакмица битна, Da, vrlo bitno. Ja sad dolazim s jednim mojim prijateljem dan uoči utakmice. Hristo i njegovi su u karantinu, što je normalno pred tako važnu utakmicu. Međutim, on je iskrivinašio iz karantina i došao je kod nas, što je mene pre svega obradovalo, ali aman zaman, jedan, idi Hristo spavaj, sutra utakmica, čoveče, šta je tebi? еден са вајле. Još malo, Miroslav, još malo. Kaže, 1:30, Hristo, idi na spavanje, molim te ko brata, mislim, žao bi mi bilo da zbog mene sutra ne pruži maksimum. Така е. Pusti druženje s Miroslavom, čoveče, idi igraj tamo, važna utakmica. On je otišao negde posle 2, a pre toga se kladio s ovim mojim prijateljem, da će bez obzira što je okasnio, da će da da 2 gola. 2. I to su se kladili po onaj kašon viskija, on 12 pakovanja, 12 Пакување виски, 12 флаши. Da. Саглом кладба. I sad došli mi sutra na utakmicu, gledamo prvo poluvreme, tap, gol, Hristo daje gol. 1:0 prvo poluvreme za CSKA. Počinje drugo poluvreme, 78. 85. minut, 87. minut, 1:0, a ovaj moj prijatelj trlja ruke, doviće. 88. 9. minut, metar ispred 16, on malo iskosa. Znaš, ko je pratio to vreme fudbal, zna njegova pozicija. Добро, од коса. Sad on namešta loptu, znaš, i gleda gore, zna gde mi sedimo. Кај тебе гледа. Pa da, gore, Dobro. u stvari mog prijatelja. Така. За кладбава. I pokazujem mu, a dobit ću ja kašan viski, ovo je drugi gol. I namesti loptu, znaš kako? Elektronski, precizno, u same rašlje ovako. 2:0, ali ovi njegovi iz tima jurcaju za njim da podele radost, a on beži od njih i gleda u nas, basao da, viski, basao. Браво. Неинтересното доаѓа по рекламите. Božanstvena ženo, sve ću da ti dam, vezala nas ljubav. Да трчам, да не трчам. Не може да му давам 100% од себе, кога немам мерак за трчам. Ама затоа имам мерак за јадење на здрава храна. Во Павлакава се внесувам 100%, бидејќи во неја има 100% квалитет и 100% природно кравје млеко. И како после да не ја сакаш 100%? Мисли природно и храни се здраво. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature – најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Вистинско темно. Златен даб. Дарк. Знам дека го сакам. Но дали го заслужувам? Да
ви го представуваме новиот Фокус со ST Line опрема. Возењето кое е неверојатно, речиси дефинитивно го заслужувате. Сите се сеќаваме на својот прв дом. На моментите поминати со мама во кујната. И како да беше вчера кога правевме детски лудории. Се сеќаваме на својот 6-ти роден ден. На нештата кои не сакавме да ги делиме со никого. И на моментите поминати со оние што ги сакаме. Свет на вкусови. Витаминка. The more memories you want to keep, the lighter you need to be. And you, how far would you go? Travel lighter to go further with Be-Light by Samsonite. Најдоброто место за вашето здравје, Маврово, ве повикува на сонце и чист воздух, на дружење и смеа, на топол камин и планинска идила во хотелите Бистра, Спорт и Лодж, со почетна цена од само 25 евра по лице. Маврово за големи и мали, ве очекуваме. За да ја најдеме совршената чаша, направивме 8643 чаши со 75 комбинации на материјали и 44 различни димензии. Резултатот: совршената чаша е онаа со Јоплус, пробиотик јогуртот од Јока. Го зајакнува имунитетот и супер го регулира варењето на храната. Размислувај природно, храни се здраво. Вниманието кон оние кои ни се најблиски е една од нескапоцените човечки вредности. Како и надежта и грижата кои ги негуваме, за да бидеме сигурни дека се ќе биде во ред. Вложувајќи се и посветувајќи се максимално на секој детал, дури и најситниот. Затоа што во борбата со канцерот тие заслужуваат нашата целосна поддршка. Бидејќи нашите најблиски се оние кои го исполнуваат нашето секојдневие со скапоцени моменти. Моменти за кои вреди да се бориме. Аџибадем Систина, Центар за онкологија и радиотерапија. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature, најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Ќе закасниме! Сигурно ќе закасниме! Ќе закасниме, бе! Е, готово, нема, да знаеш дека ќе ни затвори. Да, готово. Што ми даваш мобилен, бе, паричник ми треба, у банка или? Ова ти е сега и мобилен, и паричник, и банка, и се. Не си чул за M-Banking? Види, бе, сега се можеш од мобилен да направиш. Значи да провериш состојба на сметка, да платиш рата за кредит, да пополниш налог, да провериш каматни стапки, курс на листа и што уште не. Море модерни времиња, Чекај селфи. Зашто го сакам мојот Ford Focus? Поради тоа што сам паркирам.
Има активна помош при паркирање. Затоа веќе не ме фаќа стрес кога паркирам. Уште да даваше помош при снимање на емисии, ќе беше супер. Да не ме фаќа стрес, кај оној жарил емисија, ќе му снимам јас на него 1 на 1. Мешевски ќе си прави сам емисија. Ne, ali pazi, vezano za Hrista. Kad biste vi znali koliko je taj čovjek bio popularan dok je igrao u Barceloni, u Kataloniji uopšte i samoj Barceloni, to je bio Bog. Така е. Bog. Така е. I sad opet jedne godine ja sa mojom suprugom idem da gledam Hrista u Barceloni. Igra se četvrtfinale opet Kupa šampiona, Barcelona, Paris Saint-Germain. Така, на Nou Camp. Da, ali Nou Camp je tad bio stari. Tad je bilo još dozvoljeno stajanje. Ne je bilo renoviran. Stari Nou Camp je primao 120.000 ljudi. I sad seli ja i moja supruga, Hristova Marijana, supruga, razumeš, i čekamo prvi red, centar. Miro, ne go iznese u kafana prethodno? Ne, to u Barcelona ne može. Dobro. To u Barcelona ne može. I sad istrčavaju svi iz tunela na teren i Hristo preko celog onog stadiona pretrčava i preskače ogradu i nas dvojice se grlimo. I sad možeš misliti, 120.000 Španaca gleda ko je ono govno. Da. Mi ne možemo da dođemo do Hrista, a on ga izljubi ovdje. Tom Corleone. Da. Moram da запрашам за Ноле. Значи Мирослав Илич пееше на свадбата на Новак Џоковиќ, ама не се знаеш од тогаш. Ти од претходно се знаеш, така? Da, ja nerado pričam o tome. Znaš zašto? Знам зашто. Da ljudi ne pomisle da ja od toga pravim lični marketing. Ама не може една легенда да прави маркетинг од друга легенда кога двајцата се легенди. Како така? Ali, prvo ako se sjećaš kad je prvi put Novak pobedio 2011. Wimbledon. Na Wimbledon. Dobro. Meni su se njegovi ljudi javili još iz Londona da mi kažu da se u Beogradu sprema veliki doček така. Novaku i da je njegova želja da ja pevam na dočeku iz Londona i fantastičnom uspehu, što sam ja naravno sa zadovoljstvom prihvatio. Tebe kejf sigurno. Onda je prošlo posle par godina. Dobro. Ja sam imao nastup u Cirihu, sećam se, u jednoj velikoj diskoteci, a u to vreme se igrao turnir u Bazelu, na kome je učestvovao i Novak. Da, pa nema, to je vrlo blizu. Na kome je učestvovao i Novak i sve je bilo puno, samo jedan sto bio, jedan separe u stvari je bio prazan i pitam ovog domaćina mog o čemu se radi, zašto je to, pa kaže doći će Novak Đoković sa nekim ortacima, ima slobodan dan, inače igra turnir u Bazelu, hoće malo da se opusti, da se provede i hoće nešto da te pita. Ти спортистиве многу си ги носиш некако по кафани додека играат турнири. To je moja druga kuća. I tad mi je rekao, čika Miroslave, iduće godine ja imam nameru da pravim svadbu, ženim se, da li biste vi pevali na mojoj svadbi, voleo bih. Sa jednom nogom bi ti došao. Тебе срцето препуно, а? Pa kako ne. Bravo. Kako ne, i naravno posle on dalje razgovor prepustio njegovoj šefici. Да, менеджмент си има човек. Jeste, u Beogradu, šefici. Сигурно нема он да ти се јави, а ќе ја пееме ова, ќе ја пееме, поздрави. Naravno, ona mi je samo jednom pomenula novac, pare. Tako sam je to si sad pomenula i više nikad. Pa normalno. To zadovoljstvo je moje. Znam ja da on ima mnogo para. A insistira? Sigurno insistira da ti plati. Ova devojka jeste. Pa normalno. Molim vas, Miroslave, nemojte. Ti ne kažeš da slušnaš? Ne. Ne, ali zato imam reket koji sam dobio od njega na poklon.
reket sa potpisom na držci od reketa. To je onaj reket koji mi je dobio 3. Wimbledon. Истиот тој рекет? Da. О, Миро, па ти, човече, имаш нешто многу вредно, мајсторе. Браво. Браво за Ноле. Цар. Браво. Moram da ti kažem, od tada ima koliko, 3-4 godine, ja mislim. Nikad nikom nisam dozvolio da me slika sa tim reketom. Osim toga imam onu njegovu Uniqlo trenerku. Ovde je nacrtano jedno veliko srce i posveta od Jelene i supruge Novaka, razumeš? To nikad nisam želeo da dam nekom ni da slika, ni da to ja pokazujem, mislim. A sve zbog toga da neko ne pomisli da ja to zloupotrebljavam, to divno prijateljstvo, sebi u marketinšku stvari. После ова изворена приказка сега што ни ја кажа Миро, ја би сакал да поканам, имаме еден гостин, гостинот ни се вика Матеј Плавовски! Матеј Плавовски, кај си е, батка? Полека да не падне тоа, чекај, ќе го ставиме тука. Седи, Матеј, седни Миро и ти. Миро, во Мрчаевци, воздухот чист, солза, така? Više ga nema na planeti čistog 100%, budite ubeđeni nigde. Dobro. Ali ima negde malo više čisto. Ние овде имавме голема мака. Посебно оваа зима, не знам дали си слушнал, Скопје, Тетово, тие градови беа меѓу најзагадените од цел свет. А Матеј, што имаш колку години, пријателе? 14 години, смисли начин како да се справиме со загадувањето. Така ли? Матеј, објасни му, значи Камиро, на мене, што е сега дронов? Дронот е направа која го мери загадувањето и помага... Ама не е секој дрон, ова твојот дрон е направа што го мери загадувањето. Точно така, специјално модифициран само за тој дрон. Што му стави ти? Значи го купи како обичен дрон. Океј, што му стави? На дронот му стави в компјутер. Тој е главниот мозок за цела операција. Добро. Сензорот кој е одговорен да ги мери ПМ частичките. Овие што се лошите? Да. Мери 2,5 и 10? Да. Добро, во ред. На него има закачено цревце, кое е залепено на дровот и малце искривено. А зошто е цревцево? За да зима чист пример. Добро, не да шмукнеш. Добро, Ама загадена воздух. Те разбирам, значи од овде го зема воздухот и мери мозокот што го игаш тука, така? Ова го мери, го праќа на мозокот. А зошто служи, Матеј, ова? Седни си, мислам, не мора да стоиш. И ако ја мапираме, да речеме, цело Скопје, пример, што би се направило после тоа? Откако знаеме, пример, фабриката на Миро загадува многу. После, со законите, ќе пробаме некако да затвориме. Нормално, пријателе! Кажи ми, имаш правиш слики со дрон? Си леташ? Според законите во Македонија не може да се лета дрон. Само на стенковаци и на планини. Добро, во ред. А пријателе, колку чини, мислам, бидејќи е стварно корисно да имаме вакви, рецимо 10 да направиме вакви дронови и да ги летаме да мапираме. Колку чини еден да се направи? Дронот беше една од најскапите инвестиции, околу $1000. Тоа е дронот? Да. А овие цревца, сензори? Компјутерот и сензор за мерање се околу $30 до $50. Само толку? Да. Па вреди бе ова, бе, луѓе, бе, дај направите го, бе, да му се плукна. Чика Миро, види, бе, дете, ове. Еј, имаш време за девојки? Ке имам, кога ќе заврши школа. Матеј, изволете Good Nature, земи го дрончето, внимателно со него, бидејќи ни е многу битно. Ова е Матеј, одличен гений, одличен, само напред, царе. Мирослав Илич, да запомниме, значи, 11 март Метрополис Арена, има уште време да се набават и карти и се, 11 март Метрополис Арена, голема турнеја почнува токму од Скопје по повод 45 години кариера, па после оди низ цела Европа и што се не. За крај, само ќе те замолам да ни кажеш, бидејќи си љубител на уметност, како е Шекспировата представа Отело на разни ексиу јазици. Само тоа вака за крајот.
I posle može i da zapejeme. Ima jedan glumac kragujevački, komičar je inače. On je pre 30 godina još ima jednu tačku gde je jednu čuvenu scenu iz Otela Šekspirovog imitirao kako to rade glumci amateri širom ondašnje Jugoslavije. Originalna scena iz Šekspirovog Otela, aj sad ja da budem... Bidi glumac. Brad Pitt. DiCaprio. Brad Pitt. O ljubomorni Otelo kaže Desdemoni. Desdemona. Evo, ja sam Desdemona. Otelo! Ne možeš ti da budeš Desdemona. Dobro. Originalnijac. Desdemona. Gde je onaj rubac što sam ti dao? Rubac je maramče. Tako. Gde je onaj rubac što sam ti dao? Rubac mi vrati jer tako mi je Allaha, ovim ću te rukama zadaviti. E sad kako to igraju glumci amateri širom Jugoslavije? Recimo, zapamtio sam kako Crnogorac igra. Amater neki iz Mojkovca. Odi me? A Desdemona. Oceli ti očinje. A gdje oni frculjak što ti dada? Frculjak mi vrati. Inače ću te livorom u čelu. I? Ali meni je najslađi glumac Makedonac. Amater. Tamo negdje iz okoline Berova, recimo. Super. On bi to odigrao ovako. Amori Desdemon, kada ne oruša mičeto što ti ga dada. Vrni miša mičeto, da ti ne pominjema mičeto. A znaš kako Šumadinac to igra? Je li bre Desdemono, mamo li ti? Pa gde bre ono maramče što sam ti dao? Ma ne moj be mater bre, gde je maramče bre? Da mi vratiš ono maramče, pitati mater. Miro, posle ponoći! A dobro, ti imaš ono pip, pip. Ima. Se iznasluša, se сите ще гледа телевизија. Миро, не можам да те пуштам да си одиш еве на крај на гостувањето, сме без да запееш. Ама многу зборевме, време е да запееме. Време, а за тоа, тука се група Маестро! И се време си ту! Цело време! Одиме! Ne znam šta je vrednije u tebi, da li si bolja ili lepša žena. Živeću i voleti tebe, kunem ti se da si božanstvena. Božanstvena ženo, sve ću da ti dam. Vezala nas ljubav kao noć i dan. Moja sreća to su ta dvoka tvoja, božanstvena ženo i boginjo moja. Božanstvena ženo, sve ću da ti dam. Vezala nas ljubav kao noć i dan. Moja sreća to su ta dvoka tvoja, božanstvena ženo i boginjo moja. Ne znam čime više me privlačiš, da lepotom ili dobrotom. I kiša mi pored tebe prija, kunem ti se da si najmilija.
božanstvena ženo, sve ću da ti dam. Vezala nas ljubav kao noć i dan, moja sreća to su ta dvoka tvoja, božanstvena ženo i boginjo moja. Božanstvena ženo, sve ću da ti dam, vezala nas ljubav kao noć i dan, moja sreća to su ta dvoka tvoja, božanstvena ženo i boginjo moja. Kako što je ta čaša polna s vinom, kako što je ta čaša polna s vinom, taka je i moj to srce polno s jadovi. Srce polno s jadovi. A сега daj da pijam, mila majko, da se napijam. Daj da pijam, mila majko, da se opija. Jadovite, mila majko, da zaborava. Jadovite, mila majko, da zaborava. Yes, sir! Yes, yes, sir. Браво, браво, Емилите Сендер. Со? Бранка. Здраво, Бранка. Ја знаеш песната? Ја знам. Легендарна numera. Реци ми, Бранка, така беше? Така е. После како оди? Испети. Кој е крив због нашег? Растанка. Да пуштиме, чекам од се, што играме? Емоджи. Аха, ова е зезнато. Значи, оваа игра е, ние ти пуштаме емоджија. Емоджијата представуваат, бидејќи утре се Оскарите, многу познати филмови. Оскаровци, да видиме. Титаник. Нормално. Така ли е? Да. Браво. Оди на следно. Јас знам кој. Па јас не знам. Првото гледај го. Првото емоджи. Lord of the Rings. Да видиме. Lord of the Rings. А ово кој треба да е Фродо изгледа. Ајде следно. Знаеш што? Ова е во старо време. Треба да и зверови да има. Се тепале со... Гладиатор. Да видиме дали е тоа. Тоа е Гладиатор, Бранка! Аплауз за Бранка! Бога ме водите да спаметио. Очигледно е, се потруди да се добро приpremi за емисију. Толико тога е нашо тамо по тим порталима, страницама, откуд знам да сам ја много често пута ме изненадио током емисија, али изазвал мене јако фине реакције и дало ми е одличен шлагвор. Браво за водите.